Благодарам, подпредседателе. Почитуван колега Стевананџија, вчера го изгласавме кодексот за однесување на пратениците, а вие веќе одма го газите овдека на говорница. Не прозивате со име и презиме и искажувате куп невистини од говорницата, лично сатанизирајќи ги некои наши размислувања, наши политички размислувања, наши политички убедувања, наши делувања. Во однос на вашето излагање на говорницата ќе кажам дека вие зборувавте со жаргон на ученик кој што не ја прочитал добро лектирата, а дава анализа врз основа на она што некој му прераскажал или му кажал како да кажува. Што значи дека ова, вие што го правевте, е паушално изместување на фактите. Зборувавте за се, но не за фактите што произлегуваат во овој извештај. Прво, ако го прочитавте воведов, ќе ви беше јасно дека она што го кажавте дека Европската Унија, така, комисија напишала нешто за да не мотивира нас заради одредени причини. Мислите дека центарот на светот сме ние и тие ќе прилагодуваат комисии, ви се молам од Европската заедница, ќе прилагодуваат извештаи само за да не задоволат баш нас во Македонија. Веројатно немате прочитано дека уште во воведот пишува: Спогодбата за стабилизација и асоциација помеѓу Република Македонија и Европската Унија стапи во сила во април 2004 година. Во 2009 година комисијата му препорача на Советот да ги отвори преговорите за пристапување со Република Македонија, земја кандидат од 2005. Во 2015 и 2016 година препораката беше условена за континуирано спроведување на Пржинскиот договор, кој беше подпомогнат од страна на комесарот за европската соседна политика и преговори за проширување на и тројца членови од Европскиот парламент во 2015 година. По предвремените парламентарни избори во декември 2016 кои резултираа со промена на владата во мај 2017, земјата конечно ја надмина својата длабока политичка криза. Новата влада покажа посветеност и политичка волја за придвижување на реформската агенда на Европската Унија. Повеќето елементи од Пржинскиот договор се спроведуваат континуирано и во голема мерка и досега се достигнати со последователни настани. Постигнат е значителен напредок во спроведување на итните реформски приоритети. И она што следува понатаму, ние повеќе пати кажавме, не е нешто преубаво, предобро, меѓутоа охрабрува, се користат вистина фразите, напредок, умерено подготвена, одредено напредување. Но колега, да се изразам со жаргонот на просветните работници, ако ученикот бил единичар, не може потоа некој колку и да му помага другиот кој што ќе дојде да му помогне, не може да оди повеќе, до една двојка ќе дојде. Ви благодарам.